Председателе, чувствам потреба да интервенирам процедурално, бидејќи се раскаравте со координаторот на ВМРО ДПМН, дали имало или немало материјали, па сакам да ве потсетам на еден материјал кој што свесно го заборавате и при тоа да се повикам на член 184 став 2 од Деловникот. Имено овој член вели дека право да предлага донесување декларации, резолуции, одлуки, препораки и општи акти има секој пратеник, тело, пратеничка група и владата. Сакам да ве потсетам дека на 21.10.2020, значи 2020, пред скоро 2 години, првиот акт кој што го поднесовме со пратеникот Борислав Крмов и кој што е ставен на дневен ред на 24-та пленарна седница е декларацијата за осуда на бугарските национал-шовинистички претензии. Тоа значи дека за најгорливото прашање кое ја тишти македонската јавност имате материјал ставен на пленарна седница на 21.10. поднесен пред скоро 2 години. Меѓутоа, бидејќи не станува веројатно прашање за Косово, за Албанија, па вие не чувствувате потреба тоа да го ставите на дневен ред. Иако тоа е, се согласувам со колегата претходно, дека е прашање кое што е топ прашање кое што ја тангира македонската јавност. Ставот 2 истиот член 184 на кој што се повика вели дека во постапката за донесување на декларации соодветно се применуваат одредбите од овој деловник што се однесуваат на предлог закон во второ читање. Тоа значи по скратена постапка одат овие декларации и резолуции, со тоа што задолжителна е општа расправа. Зошто, председателе, 2 години систематски одбивате ова собрание, овој пленум да говори за тоа што најмногу ја тангира македонската јавност, а тоа е негирањето на нашиот идентитет и јазик од страна на соседна Бугарија. Видовте таму дека и по цена да падне владата, собранието го имаше последниот збор. Зошто свесно го девалвирате ова собрание и не дозволувате 2 години, она што Деловникот го ставил како задолжително, а тоа е општата расправа по декларацијата, дојде воопшто на неа да се расправа. Сакам одговор на ова прашање, а потоа ќе поминам на предлогот за дневен ред, бидејќи имам друг предлог. Ви благодарам.